Свадбени прослави и други свечености од денес можат да се одржуваат и во затворените простори на угостителските објекти. Ограничување ќе има во бројот на гостите, односно на една прослава исполнетоста ќе биде максимум 40% од капацитетот. Но затворените простори на дискотеките, кабареата и клубовите нема да работат. Собствениците на рестораните за свадби велат дека се задоволни од владината одлука, откако по повеќе од една година пауза, сега ќе можат повторно да работат и да ги вратат вработените, кои на тој начин ги прехранувале нивните семејства. Значи, година и пол бевме под клуч и не работевме. Со олабавувањето на мерките од 1 јули, значи од денес, ние можеме да почнеме да работиме со закажување на свадби, прослави и други свечености во затворен простор со капацитет до 250 гости. Тоа значи дека ќе имаме можност повторно да почнеме да работиме, повторно значи вработените што беа во нашите угостителски објекти да се вратат на работа. Тоа значи живот за многу фамилии и семејства. Министерот за здравство Венко Филипче смета дека не е рано за ваква одлука, бидејќи епидемиолошката слика е прилично стабилна и попуштањето на мерките се должи на олабавувањето генерално на сите мерки. Гледаме дека во многу земји има некое зголемување како резултат на присуство на индискиот сој. Ние не можеме да го спречиме тоа со тоа што нема локално да се групираме. Но многу е битна и свеста на граѓаните. Во таа смисла, ова е дозволено во основа на тоа што трендовите на намалување на бројките продолжија и нормално е дека кога има такво намалување на бројки имаме попуштање и обратно, кога има некакво зголемување или најава, ќе воведеме некакви рестрикции. Се уште немаат дозвола за работа и нема веројатно да има во текот на летото затворените дискотеки. И секако дека маските се една мерка која што дополнително штити. Туристичко-угостителскиот сектор беше еден од најпогодените во здравствено-економската криза. Владата за него издвои пари во 6-тиот пакет економски мерки, односно 9,9 милиони евра беа наменети за околу 6.000 угостители, кои вработуваат 17.000 луѓе.